сега веќе време за нашата прва гостинка, Сонја Стефкова, која што е лиценциран едукатор на НТЦ, програмата на Менета за деца. Ке зборуваме за работилниците кои што тие ги организираат, во кои што децата буквално учат преку игра. Пред да ја видите Сонја, пред да ја слушнеме Сонја, ќе успееме накуса малку да влеземе во овие работилници, да видиме како изгледа еден нивен час. А кое е твоето омилено место? Ресторан. Покажи ми го. Браво. Ова е пошта, ова е амбуланта, ова е ресторан, ова е плажа, ова е банка, ова е кошарки терен, ова е игралиште, ова е пак ресторан, овде сум јас и се возам со мама и со тато и фудбалско игралиште. Браво. Браво. Ова е камен, голем. Ова е куќата. Ова е мост. Ова е уште една статуа. Пошта. Браво. Ова е куќа. Ова е школа. Ова е брод. Ова е црква. А овде ова е кошаркаски терен. Одлично. А кое е твоето омилено место? Моето омилено место е место кога Се ти е омилено. Браво. писмо, ова е куќа, ова е звезда, ова е школа, ова е PlayStation, ова е Македонија, знаната, паркинг, ресторан, треба е банка, А кое е твоето омилено место? банката. Банката. Браво. Ова е едно писмо што на една секунда ќе стигне и ова е топка што лета из цела планета, а ова е еден клавир што збори и ова е едно куќе што збори, а ова е еден автомобил што збори, една планина што збори, една песма што збори, една плажа што збори и еден Дедо Мраз и крал. А каде е Неда? Каде што е Неда? Што? Мојот град се вика Скопје, а во мојот град имам пошта, аквариум, шопинг мол, игралиште, железничка станица, фабрика, куќи, ливади, полиција и парк. Одлично. Браво. Овде е плажата, а овде е домата, а овде се сета, а овде има такси, а овде има чадър да се върне, а овде има пари да плаќаш за авион, а овде читаш, а овде е училиште. Да, овде е телевизијата Алфата, во Визбеговото, во студиото ние Сонјата. Сонја Стефкова, добро утро, рековме лиценциран едукатор на НТЦ програмата. Добро утро и благодарам што ни овозможи да ги пуштиме овие прекрасни дечиња. Да. Добро утро, ви благодарам за гостувањето тука во вашето студио, во ваква една убава, пријатна атмосфера, да си поразговараме за убави работи. За убави работи и да видат, да дознаат родителите, старателите, какви се можности има, каде се може да ги однесат децата, без при тоа децата да почувствуваат дека учат, така? Затоа што ги носиш на учење, тоа е веројатно како на колење да ги носиш, нема да сакат, или како на стоматолог. Сонја, имаме зборувано, не си прв пат гостинка во нашето студио, но сепак
како вовед сосема логично да ги подсетиме гледачите за каква програма станува збор, што подразбира НТЦ програмата. Да, нашата програма НТЦ, таа кратенка е Никола Тесла Центар, од таму доаѓа името. Некој автор на нашата програма е доктор Ранко Рајовиќ. За него нели претходно зборувавме, но ете пак да спомниме дека тој е доктор невролог, кој што сите негови знаења и искуства ги имплементирал во оваа програма заедно со педагогијата, затоа што сега е шеф на катедра на Институтот за педагогија во Словенија. И таа спојка, да кажам, помеѓу невронауката и педагогијата е тоа што им е најмногу потребно на дечињата во раниот детски развој, кога најинтензивно се развива децата од 0, да кажеме, до 10 години. И има некои сознанија дека тоа што децата во тој период ќе го научат и ќе го осознаат, дека многу помалку целиот останат дел од животот, многу помалку работи научуваат. Значи се Како понатаму сунгери се тоа, не е случајно го нарекуваме тоа. Тогаш сите информации се ставаат, нели, во главата, јазици се учат и се, и сите логички поврзувања, следства, а понатаму само се надоградува, нели, тој систем на знаење, на учење, на интелигенција и така натаму. Така да нашата програма е во тој контекст, значи, создадена баш тоа што им е најпотребно на дечињата во тој ран детски развој, а ние знаеме дека децата најмногу се сакат да играат. И тоа е нив најприродно нешто кое што го прават. Ќе зборуваме за самите работилници како тие функционираат, но еве минатиот пат кога зборувавме за креаторот на оваа програма, она што најособено ми остана во сеќавање дека покрај неговата едукација, покрај неговото знање, тој и самиот татко на 4 деца, така што има и тоа какво искуство. Да, сега веќе мислам дека има и 3 внуци. Ау, да, расте искуството, да се живи и здрави сите, одлично. Во меѓувреме, оваа програма е расширена веќе, ќе ме коригираш ако бројката не е таа, затоа што можеби веќе нова бројка во 17 земји. Можеби веќе и повеќе. Еве внуците пораснале, можеби повеќе земји. Не сум јас сигурна точно во колку земји е проширена, но знам дека сега во моментов има еден интензитет на развој во Кина и во Канада. Во малечките земји, добро, да. Да, и дека баш таму имаше еден месец беа доктор Ранко Рајовиќ со тимот негов што му е од Србија во Канада, каде што во неколку градови таму веќе активно почнуваат исто како тука со работилници, со имплементирање на програмата, а исто имаше и, што беше доста интересно, во Кина барање и таму да можат, бидејќи сепак треба да се прилагоди таа програма, не може да се преслика тоа истото, значи да се прилагоди за нивниот систем. Зошто? Затоа што нели таму на пример децата почнуваат на школа од порано да одат, мислам дека од некои 4 години веќе започнуваат да влегуваат. Нивното писмо е сликовно, не е како нашето, така да тоа беше исто доста интересно, дека Но принципот да претпоставувам кажам, да се превземе на од неколку оваа континенти е програма. препознаена, и препознаен квалитетот на програмата, што мене многу ме радува. Во многу земји е акредитирано од страна на министерствата за образование, така и кај нас, и во Македонијата. Па кај нас не е баш акредитирано, мислам дека во градинките е на некој начин прифатено од министерството, за да воспитувачите кои што ги посетуваат семинарите добиваат одредени потврди кои што потоа им влегуваат во тоа бодување нивно, каде што секоја година треба да имат одреден број на бодови за да им се продолжува лиценцата како воспитувачи во градинки, да кажам. На тој начин. Сега ние сакаме сега да пробаме да пошироко, нели, во основното образование, бидејќи ова е нешто што е многу добро и треба да биде дел од програмата во градинките и во училиштата, ако не и целиот систем да се базира на тоа. Ајде, Сонја, да се преминеме ние се конкретно на работилниците. Ја спомена возраста за која што е наменета, односно која е она возраст кога децата најмногу учат, но да конкретизираме, како ги делите во групи по возраст децата? Групите се поделени точно по возраст на децата. Ние во моментов тука во Скопје имаме групи
од 3 години до трето одделение. И сега, секоја возрастна група си е своја група. 3 години, 4 години, понекогаш ги комбинираме заради бројот на деца, нели, да биде доволен во групата да може да се работи, може пример 4-5 да се заедно, но во принцип имаме програма за секоја група, за секоја работилница, за секој час, што конкретно, кои вежби ќе се работат, што е целта на тие вежби, што сакаме да се постигне, која е суштината на сето тоа, нели, во малце подлабоко, не е само часот како час да помине, туку што сакаме да се постигне со тоа. Инаку самиот креатор, доктор Рајовиќ, се залага за свет во кој што велики има помалку технологија, а повеќе игра. Предпоставам тоа е главниот принцип на кој што се темели оваа програма. Ајде да почнеме од тоа каква е важноста преку игра да учат децата. Децата преку игра учат најдобро и затоа е тоа многу важно, затоа што децата кога игра, тогаш им е опуштен нервниот систем, најлесно можат да добиват и нови идеи, да креират, да примат информации и токму поради тоа е најдобро. Како што видовме во ова видео, значи сега тука ние имаме каде што работиме мапа на градот, ама кога на децата им се дава можност да тие го креираат својот град таков како што го сакаат и што сакаат таму да има, тогаш ние не можеме да ги запреме. Јас им пуштам тајмер, им кажувам, значи имате уште 2 минути, морам да завршиме со оваа вежба. И нема крај. Ќе влезат во тој свет готово. Јас сакам да нацртам банка, ми вика, зашто? Па пари треба да земаме од некаде. Има, значи, секакви идеи. Значи, тие не знаат, се несвесни дека преку тоа учат. Дали е добро што не знаат? Па да, кога би им рекле сега ние треба да цртаме мапа, секој знак ова значи ова значи ова, морате да ги запамтите. Сега со тие знаци морате да ги сместите некаде. Па јас ќе ви испрашам што нацртавти. Тогаш се појавува трема, се појавува притисок, па да не сгрешам, па дали е точно, не е точно. А кога се охрабрени децата дека ние сега играме и дека низ игра секое прашање е на место и секој одговор е добар одговор и да одговорот не го дава точното, точниот одговор на тоа што се бара е добра идеја, е добра насока, е добар начин на размислување. Тоа дечињата не можеме да ги запреме да продолжат со своји идеи, со да кажат уште нешто. Да, и тоа е многу убаво. Јас искрено ова видев, го најдов на вашата Facebook страница. Да. Може буквално секој да види, така само НТЦ Скопје треба да напише, но тоа е само една од игрите, еден од часовите. Имаше многу игри кои што и нас не враќаат во детството, кои што на улица не ги гледаме, веќе деца ги прават. Например, конкретно хула-хоп. Па еве се да прашаме, како едукатор, да те прашам, кој е бенефитот од хула-хопот? Со кои вештини се стекнуваат децата? Да, тоа хула-хопот може да се користи... Освен што бевме модри вака по колковите, ајде да видиме. Во нашите работилници хула-хопот и други, нели, такви реквизити се користат во постојано, значи во се што работиме. Мислам, тоа што ние тогаш кога бевме деца, нели, го игравме со хула-хоп, тоа беше многу добро, затоа што пред се за децата е многу важно да имаат движење. Преку движењето се развива и целиот мозок и системот на размислување. Така да дали ние користиме хула-хоп или ластик или препреки кои што тие треба да ги проаѓат, тогаш тоа за децата е како да кажам, најубавиот дел од работилницата. Но што се случува? Ние ќе им поставиме одредени реквизити, да кажам, хула-хоп или некој ластик кој што треба да се да помине низ него, например да не го допре или да скокне или од оздола треба да помине. Ама тоа дете, додека тоа го прави, има зададено неколку мисловни активности. Значи, треба да каже некој поим, зависи за на која возраст се, дали за помалите нешто што е соодветно за нив, овошје, зеленчук, што среќаваат некаде, да поврзат кои животни се во вода, кои животни живеат на копно, каква боја се, не знам, јагода, банана, што и да е, по големите веќе тука имаме и букви, и бројки се вметнуваат.
И тоа дечињата не го размислуваат дека, например, сега додека го поминува низ хулахопот и останатите препреки, дека тоа учи таблица множење, пример. Сега, пошто математиката ми е јака страна. Да, подсетиме и секако да споменеме дека токму Сонја покрај тоа што е едукатор овде е и професор по математика. И па малку да скршнеме на тој дел, па ќе се навратиме на игрите, затоа што и мене се враќам во детството преку игрите. Сонја знае, јасно име на сите, дека еден од потешките предмети за децата за совладување е математиката. Не на сите. Некој го доживуваат како баук. Така, колку токму оваа програма помага во совладување на материјалот за математика? Оваа програма помага многу затоа што математиката е процес на размислување. Логика, така е. Да, и кога децата имаат правилна насока, нели како да размислуваат, тогаш и математиката не е баук или не е нешто кое што е најтешко. Мислам, нормално дека секој дете си има свој потенцијал и нормално и низ оваа програма може да се развиваат потенцијалите на секој дете. Ако некој сака, има повеќе склонности кон математика, логичко размислување, тогаш тие вежби повеќе му лежат и таму се развива, таму напредува. Ако некој е надарено за цртање или за, да кажам, други природни науки, значи може секој да си се развива во својот домен. Сега, колку помага за математиката? Помага, затоа што математиката е логичко размислување, а не е учење на памет. А точно оваа програма е тоа, се сведува на не учење на факти на памет, кои што се забораваат за 2-3 дена, туку логичко поврзување и процес на размислување кој што ни помага во секојдневието во животот. Сам тоа од работилниците ние можеме да го приметиме. Пример, ако кога работиме, сега да кажам, нешто кое што децата го среќаваат секојдневно, пример сообраќајни знаци. И кога им се преку игра, вниманието им се насочува да тие знаат да ги читаат тие знаци од најмала возраст. Тие веќе, значи ние не можеме со 1 сат работилница да постигнеме ефекти за цел живот, но се насочува вниманието. И кога тие деца ќе сретнат некој друг знак на улица или било каде, веќе почнуваат да размислуваат. А што е ова? Да прашуваат. А зошто тука? А што треба да се прави? Значи, тоа е целта. Свесно живење од најмала возраст, да знаат што прават, зошто тоа го прават и како го прават. Сега може би тие милион зошто ќе не збудалат малку, ама наша обврска и задача е да говориме на тие. Како преку овие работилници го следите напредокот на децата? Дали е постигната целта? Зашто навидом ова не изгледа како игра, но вие преку таа игра гледате нешто. Така, како го гледате тоа? Така, да. Значи, целта е индивидуална. Секој дете си напредува со своја една динамика и со свој темпо во различен период. Исто како и растењето, некој може во лето да порасте 10 сантими, некој може во зима да порасте 10 сантими. Значи, отприлика и тоа е така. Така да, тоа се гледа кај децата преку процесот на размислување, како понатаму тие почнуваат поинаку да се однесуваат во целото обкружување, во целата околина. И кога треба нешто да учат, имаат друг пристап, полесно им оди учењето, полесно кога чита, например, лекција, не ја чита и на памет да ја запамти лекцијата, туку се најдува логика во тоа што треба да го научи, тогаш е многу полесно да се запамти. Или тие кои што ги имаме методи на учење преку нелогични цртежи. Тогаш, например, на дечињата им е најлесно да запамтат нешто кое што па посебно не е интересно. Пример, не знам, ако некој дете не сака, не знам, биологија, ајде да кажеме, а мора нешто да научи некоја лекција, кога од тие поими ќе направи смешни цртежи, тие не се забораваат. И тоа останува после за секојаш, например, знаците на периодот. Ќе му се вреже едноставно и готово. Па затоа што кога е смешно, тоа се запамтува. И плюс се прераскажува и преку прераскажувањето уште повеќе се памети. А како, Сонја, оние кои што има, да речеме,
различно го совладуваат материјалот, да речеме? Како ги ускладувате? Некој побрзо ќе го свати и може примени на друг, а некој не може. Да, вака, во нашите работилници се организирани на следниот начин. Децата прво се делат во групи. И значи тоа делење во групи е природно, не се одбират тие сами, па секогаш да бидат истите деца во таа група, туку имаме систем, дали преку фрлање на коцка, дали преку погодување во одредени цели или како и да, значи смислуваме начин како прво ќе ги поделиме. И кога веќе се поделени во тимови, тие работат тимски. Целта на тоа е пред се да се развива нели емпатија, тимски дух, тие да си помагат. И како тим добиваат бодови. Сега во самиот тим има некој дете кој што е понапред, некој кој што во одредена вежба. Со потешкотија. Другата вежба, например, кога има физичка активност, може да биде обратно. Така компензирате. Да, ама целта е тимот да ги добие бодовите. Значи, ако едно заврши побрзо, друго заврши поспоро, тогаш ова првото треба да му помогне на другото, за да тие заедно како тим се готови и добиваат тогаш бодови за тоа што го завршиле. И тука веќе тие разлики не доаѓаат до израз, туку помагањето, другарувањето е доминантно. Затоа што во едната вежба е вака, во другата е така. Може би едното дете, пример, ги знае државите, градовите и може околу тоа да биде побрзо и поспретно, али друго дете може би повеќе па знае со бројки да работи. Така да, кога се во тим, тоа е многу интересно и тие се секогаш во една како да кажам, тој адреналин го има кај нив за победа, за успех, за сите ние заедно нешто да направиме и тоа им дава уште така еден поубав момент на работилниците. После ова кажано, кои се всушност, вака ми изгледат диаметрално спротивни, но ајде да ги видиме клучните, најголемите разлики помеѓу овој начин на учење и традиционалниот, класичниот. За бенефитите па да не изборувам, но ајде да го фатиме тоа. Видите како, значи, нашиот систем за образование, традиционалниот, класичниот, бираш зборови, да не повредиш некого, добро. Да, генерално се случуваат промени нели во системот некакви, но во најголем дел од работата е ист 50 години. Имаме зелена табла, бела креда, клупи, фронтална постава и монолог на наставникот. Па да, сега се воведуваат и учениците, али сепак тој е системот и сега ние живееме во време каде што еве ние како генерација сме свесни во овие 50 години што се случило, значи од немањето на телевизор дома. Да, или еден со две програми. Ете така, треба некој да стане да појде да смени програма. Да, тоа бевме обично ние најмалите. А докаде сме сега стигнати? Значи секој член во семејството има неколку екрани за себе лично. Да. Плюс и дома и на работа. И поголем, и телефон, и таблет, и лаптоп, и сето тоа. И сега тоа, сите тие екрани се исто така и извор на информации. Значи на бој, на звуци, на се. И кога во тој свет во кој што живееме ние, треба да им задржиме фокус и внимание на деца, денеска 7 часа со зелена табла и бела креда, е малку поспецифично од некогаш тоа што било. Значи не дека тоа било лошо или добро, туку времето се променува и ние не можеме тоа да го игнорираме. Но да го ограничиме, така? Па генерално, значи тука треба да се воведуваат промени, затоа што во моментов, значи имаше истражување кој што исто доктор Ранко Рајовиќ на семинарот го спомнуваше, дека пример тие што се во моментов најбарани професии, при 10 години не ни постоеле. Значи не постоеле како... А има и други кои што ќе исчезнат за некоја година. Да, сега, а детето, например, учи 10 години
да кажеме основно средно факултет, процес во кој што треба потоа да биде квалификувано и да го работи тоа што сака да го работи. Како тоа дете ќе се припреми ако таа професија во тој процес додека детето учи, таа не постои. Значи ние не можеме, а предходно било друго, се спремале за конкретни позиции, за конкретни професии и тој начин на образование како таков одговарал за тоа. Но сега ние треба децата да ги спремиме за живот, а не можеме да ги подготвиме за конкретната, затоа што не знаеме понатаму што ќе се случи. Еве сега со развојна технологија, со еве не знам со чат GPT, со секаде каде што се вклучува тоа, дали е во медицина, дали е во машинството, во инженерство, во новинарство, секаде. Сонја, не си свесна колку идеален заклучок даде на темата што имавме прва поставено со гледачите во однос токму на тоа неквалификуваниот, несоодветниот кадар, поради што се жалат странските инвеститори. Токму тоа првото нешто што ти го барате, промена во образовниот систем на сите нивоа. Но ние да се навратиме се на дечињата и на игрите, зашто ми се вида пресладки. Некои реков ни се познати, но има некои, па да ни ги подобјасниш како што е, да речеме, скршената чинија. Да. Таа игра која што беше во градинка, со дечињата се игра и имаме чини со одредена содржина на нив. Мислам, тие се картонски чини. И сега тука играта е тоа што на децата, ако им кажем, ајде сега седнете сите да редиме пазл, има дечиња кои што сакаат да редат, ама има дечиња кои што не сакаат тоа да го прават. Ама ако им кажеме, значи јас носев чини, ама ми се искршија и сега треба некако да ги составиме и уште тие делчиња од чиниите се некаде ставени во просторијата, значи не се сите на едно место. Па тие треба да ги најдат каде се, недостасува уште едно, да ги состават кој се, например, од која слика и потоа да го состават тој пазл. И тоа е една игра во која што имаме возбуда, авантура, барање, ваму бараме, јас најдов, ти најде. И да, истото тоа понекогаш во некои работилници го користиме со знамињата. Кога веќе дечињата ќе ги научат на одредени држави знамињата и потоа исто така како пазл, за да можат да ги состават по бој, форми и символи. Значи, ако има на него, на тоа парче, да кажеме, 3 бои, од која држава би било, например, ако има зелено, бело и црвено, дека најверојатно е за Италија, не е за Македонија. Да. Би сакала, ако можеш, да им го прераскажеш и последниот час на нашите гледачи, така, за држави, континенти? Да, имавме, баш овие дечиња кои што сега ги видовме се од работилницата што се одржува во училиштето Киро Глигоров. Таму имаме во среда термин од 3,5 до 5 сат се дечињата и тие се после настава се многу возбудени дека сега ќе правиме нешто интересно, идат со трчање, што сега ќе работиме, кои игри ќе ги играме, уствари тие не прашуваат што ќе работиме. Рековме несвесни се дека учат, така? Да, тие се, малечки, нели, прво одделение, второ и трето имаме некој. И имаше на таа работилница, работевме за држави, континенти и планети, но не она класично, туку воведено преку игра. Односно, требаше да кажат, например, сите деца по една држава која што ја знаат, пример, дали биле или некој им ја кажал или нешто. Потоа баравме држави кои што во своето име имаат 1 збор, 2 збора или 3 збора. Сега веќе тука не секој дете знае држава со 3 збора, но тоа е целта, нели, да научат. Кога некој ќе го каже, па добро, и потоа тие држави треба да ги видиме на картата, например, која каде се наоѓа, и тоа нив им беше многу чудно. И сега тие дечиња кои што не се запознаени, ја викам, ајде да видиме на кои континенти се наоѓаат овие држави. И одиме на следно ниво сега, добро. Да, и вика, па, а што се тоа континенти, прашува едно дете, и ја викам, и добро прашање, пошто ја во моментов, например, не знаев дека не знае човекот, да. Не знаат за тоа. И
друго детенце, викам, ајде да слушниме, нели? Кој Дали од вас некој знае? знае што знае за континентите, пошто така најдобро се учи, тогаш веќе сите се активираат да размислат, чекај, ја што знам за ова, јас сакам нешто да кажам, јас сакам нешто да кажам. Ама некој подобро да молчат во овој Едно, случај. не, баш Не, е убаво. пресладко е секако, да. И вика едно детенце, вика, јас знам што се континенти, кај нас пред зграда има 3. И ја викам, тоа е супер асоциација, значи зборот континент тебе те асоцира на континент. А тоа е и дел од игрите, Да, каде што да, нели да. ние имаме асоциации, серијации, поврзување и на тоа се надоврза едно друго девојче, вика, па мене некако ме асоцира на документи, вика, овој збор. Душички, да, па трагаат. А Сонја, знам, не е смешно така, сладко. Тие меѓу себе се смеат или можеби па и другите мислеле дека континент е континент? Не, значи ние на часовите се знае дека Нема смеење за да нема не испаде како да е смејување, Има сваќам. смеење, да, има многу смеење, Ама не ако некој сгреши. Да, нема исмевање, односно дека секој одговор е добар одговор затоа што е процес на размислување. И тоа ни е основата на тоа што го работиме и нема момент кај што некое дете се страми или се плаши нешто да праша или да каже дека ќе биде обвинето за незнаење или исмеано или тоа не постои. Сонја, јас би можела со вакви примери до крајот на емисијата да продолжиме, но од прилика толку не е времето. Би сакала малку само за самиот крај да појасниме каде се имате простори, со оглед на тоа што се шири веќе Скопјево, па да знаат родителите. Ние имаме за дечињата кои што се во предшколска возраст, имаме во градинката Светот на Колорес простори, на 2 локации, во Карпош, до педагошки факултет и во аеродром имаме сега, да, за да биде подостапно за дечињата од тамо. И тамо во овие локации ги имаме групите за 3, 4 и 5 години. Предшколска возраст. Да, предшколска возраст, а дечињата кои што одат во школа, веќе имаме групи во школа, тоа е во училиштето Киро Глигоров, во аеродром имаме во Браќа Миладиновци, во центар во Владо Тасевски и во Бутел, во општина Бутел имавме во училиштето Живко Брајковски, со тоа што тие и малку семенливи работи, затоа што кога се појавува интерес во некој училиште, ние можеме да излеземе во пресвет и таму да се оформи група. По потреба, што се вели. Па, затоа што сепак е битен и бројот на деца. Зошто е битен? Затоа што ние, како што спомнав, концептот на работа е тимски. Сега не можеме да работиме со 5 деца, пример, затоа треба да има најмалку 10, за да веќе го имаме тој момент на надпреварувачки дух, тимската игра, емпатијата, а тие во целиот тој процес несвесно учат дечињата. Како и да е, не мора да се чека септември, може кога сакаат да се отворени се описите и програмата е значи ние имаме континуитет да во секоја недела, во секоја седмица, во конкретен термин имаме работилници, но не е програма која што се надоврзува едно на друго. Ако овој месец не доаѓало, дека следниот месец нема да може да се вклопи, не. И плюс дечињата се затоа што постојано играат, значи кога има некое ново дете, тие се радуваат. Имаме нов другар, да, и тоа веќе веднаш детето е прифатено, да, па сите му пристапуваат, па се вака ќе правиме така и така да тоа е од прв час, мислам, е доста така пријатно за дечињата. Одлично, Сонја, многу благодарам не само за гостувањето, благодарам и за ова што го правите, со каква љубов го правите, иако и вам ви е уживање на сите таму што сте дел од екипата. Секако се ширите, така што ќе имаме и нови гостувања, а и те молам да ги запишуваш овие случки, за да можеме ги да пренесеме идниот пат. Супер, ви благодарам, мене ми е секогаш убаво кај вас во студиото. Можеме да секако дека како ќе имаме нови моменти, да имаме повторно еден ваков убав разговор.